Државата ќе им црта на маркетите како на нивните веб страни да ги информираат граѓаните за висината на цените на производите. Ова би требало да биде надоградување на правилникот кој стапи на сила на 18 април и со кој сите маркети, но и аптеки и продавачи на бела техника, кои што имаат над 10 вработени, мораат секојдневно најдосна до 10 часот наутро да ги објавуваат јавно и транспарентно цените на производите за тој ден. Па видовте какво изигрување имате од најсериозните маркети во државата кога ви постираат Excel табели на нешто кое што треба да биде пред се за потрошувачите, за нивните лојални клиенти. Затоа сме во постапка и ќе го смениме правилникот кој што е обврска по тој закон и ние практично ќе им нацртаме како треба да изгледаат тие веб страни и самата држава ќе финансира софтвер каде што тие маркети ќе бидат обврзани по одреден универзален програмски јазик, да ги внесуваат параметрите, државата и тој софтвер да ги генерира и да направиме еден простор каде што граѓаните ќе можат со еден клик да видат по единица на производ, односно по одреден артикал каде има најниска цена. Инаку од самиот почеток, кога се донесе правилникот од страна на Министерството за економија за објавување на цените, можеше да се забележи дека во самата табела недостасува графа која ќе овозможи следење на старата цена со новата, односно да може да се спореди цената од вчерашниот ден со денешниот. Со ова граѓаните не можат да ги следат промените на цените во самите маркети, бидејќи би требало да го имаат зачувано вчерашниот ценовник, па да го отворат денешниот, па со мануелна проверка на надилјадници артикли да проверат дали некој производ е поскап или е поевтин во споредба со претходниот ден. Стојановски не најави дека ова ќе се промени, туку потенцираше дека примарно за нив е граѓаните да може да споредуваат цени помеѓу маркетите. Тој исто така најави дека ако маркетите прават некои финти и работат контра интересите на граѓаните и изигрувајќи го законот за нефер трговски практики, државата ќе го спречи секој нелогичен раст на цените, повторно воведувајќи мерки до крајот на годината.